македонско знаме и македонска химна на подиум каде што биле Сена, Шумахер, Хамилтон. Знам дека се изборувал периодов многу за тоа, ама уште еднаш еве за телевизија нова. Какво е чувството? Какво е чувството? Морам да кажам дека е пред се чест ми е што сум првиот македонец што воопшто настапува на тие стази. Верувате да настапувате на стазите каде што возеле великаните од моторспортот, од автоспортот, како што се Сена, Шумахер, Хамилтон, сите оние кои што се звучни имиња во светот на трките, е посебно чувство. Што ви дојде кога се качевте тамо на подиум? Тоа се емоции кои што не може да се докажат вака. Верувајте да победите на таква трка. Солза немаше, не сум толку емотивец, но верувајте срцето ми беше полно бидејќи го постигнав она што го сакав. Една тешка сезона беше таа за мене. Покрај сите малири што ги имав минатата сезона, дојде едно прво место. И тоа на едно од најтешките патеки во Европа, во светот, едно големо значење и мотив плюс за понатамошната кариера во автоспортот. Сами донесовте одлуката да прекинете со словинците, со словинскиот име? Сами, дефинитивно сами. Мислам, сам вие или заедно со својот? Па не беа коректни во однос на она што требаше да го направа цела сезона. Пред се требаше да имаме еден конкурентен автомобил кој што таков беше барем договорот, кој што ќе парира на оние сите мои конкуренти. За жал помина 4 трки, се уште не беше донесен новиот автомобил, новата спецификација на делови кој што го ветува, да, кој што ми беше потребен да се борам за добра позиција. И едноставно одлучив последната трка да преминам во еден друг тим и направив добра стратегија, ајде да кажам. Добив еден автомобил кој што беше идентичен на моите конкуренти и одмah покажавме дека може да се бориме за првите позиции. Имаше некој во тимот кој што рече немој, можеби е лоша одлука? Имаше. Тешка сезона, една од најтешките сезони кои што воопшто сум ги имал во мојата кариера, бидејќи знаете како е двократен европски шампион, доаѓа на позиција да се бори веќе во последните места. Верувајте, дури дојдов до ситуација да ја изгубам вербата во самиот себе, да мислам дека едноставно можеби не сум за овој шампионат, можеби брдото, брдските трки кај што доминирав се оние, онаа дисциплина каде што ми лежи, но потајно верував дека не е тоа така. Иако имаше ситуации каде што едноставно бевме принудени и сакав да се откажам веќе, да не возам во тој шампионат. Но ете, како што кажав, Господ е голем, па така требало да бидат работите и едноставно таа одлука го промени ова и ни даде надеж и се тоа што денес го правиме, можам да кажам, последица на таа победа што беше во Имол. Ако се вратиме години наназад, тогаш открив од оние интервјуи кои што ги прочитав дека сте живееле на Водно, каде што сте го слушале цело време, нели, трките и автомобилите и веројатно тоа е или стартот на трките или што било, така? Секој старт на трките. Куќата каде што живеевме на Водно, како дете, токму на самиот старт на патеката каде што беше. Памтам уште како мал, заедно со мојот брат кој исто така беше автомобилист и двократен европски, македонски шампион, се извинувам, кој ќе дојде да тестираат оние бивши возачи и тркачи и од бивша Југославија, трчавме на Водно да ги гледаме. Не можев ни да замислам дека токму ја ќе бидам. Трчавме баш да ги гледаме, по цели денови. Не можев да замислам дека ќе го постигнам ова што постигнав денес, да бидете двократен европски шампион, една држава каде што нема и тркачка патека, дури немаме никакви услови за возење. Воопшто и изминативе години немаше ни шампионат во Македонија. Верувајте, еден огромен успех, но сепак амбициите се уште поголеми. Планот е трета европска титула и да пробаме нешто во светскиот шампионат. Знам за сонот, ама дај да останем уште малце на ова детство и тие слики. Дејан започна прв, вашиот брат започна прв со автомобилизмот и сега мене ме интересира, двајца браќа се задовеле во ситуација двајцата на иста трка да возите, така? На иста трка, ист шампионат, дури конкуренти, да. Како изгледа тоа? Како изгледа? Интересно од сега овој аспект. Дејан е 4 години постар од мене, да, значи влезе побрзо во светот на трките, можеби и он е клучната алка во ова сето што е денеска.
интересно да ти кажам, имаше ситуации каде што дури пред трка немавме воопшто комуникација. Скарани. Скарани, да. Имаше моменти на самите трки да имаме и контакти и удирања меѓу нас, верувајте, секој сака да победи. Да? Да, апсолутно. Брат си е брат, ама овде. Добро, сепак, да. Интересно, меѓутоа, можеби сето тоа е ова што го имаме денес. Денес е он мој ментор, значи он е главен и заложен за све во екипата. Едноставно го следи секое моje возење, сите мои грешки ги сугерира и апсолутно имам доверба во него кој ќе ми каже тука грешиш, разбираш, да. Дефинитивно човек од најголема доверба во мојот тим. Така да, не знам, ете, судбината се направило така да он престане да вози, верувајте, тешко е финансиски да се одржат два автомобила. И сега чекате малку, застанете кога пристанете да си постар брат, вие помал. Како, кој реши тоа? Тој реши? Он дефинитивно. Виде дека вие сте подобар од него или подобар, како? Не, подобар апсолутно. Добро. Додека возевме тука имавме скоро идентични времиња, не дека е подобар, меѓутоа не беше воопшто можно да издржиме два автомобила да се натпреварат. Верувајте, прескап спорт е. Не само за наши услови, него општо и за во светот еден од најскапите спортови. Не. Едноставно он сакаше таква одлука да он се повлече, премина во она што како кажав, како советник и тренер, ментор во сите тие работи, и мислам дека направивме еден добар склоп да еве резултатот што го направив. Јас до сега и овие две европски титули се буквално пола негова заслуга и моја заслуга. Што ви вели тој? Што е она што го кажува тренерот? Нема потреба да ми каже, доволно е во ситуација кога го гледа моето возење, кога ги прегледува снимките после возење, да сугерира на неколку елементи што ќе ми подобри, ќе добиеме некоја стотинка на стазата, да. Така е, да. Не знам што да кажам. Ете ќе кажа благодарение и на него што воопшто е ова постигнато сите овие години. Да. Па која беше првата трка? Се сеќавате на својата прва трка? Се сеќавам апсолутно. Сепак е заслуга и негова, како што кажаме, на мојот брат, бидејќи он ми го отстапи возилото на мои 18 години, само што положив, паметам кај... Ветивте нешто во возраст? Не му ветив ништо, ми го отстапи автомобилот на последната трка од кружниот шампионат на Македонија. Тоа беше познатата кај македонска патека таму, кај македонска телевизија, и уште интересно е што на првата трка во конкуренција, мислам дека беа 25 возачи и освоив пол позиција, што не им беше Не беше верно, веројатно. Мене не, бидејќи сепак прва трка, меѓутоа на оние поискусни возачи и шампиони што беа во македонскиот шампионат, апсолутно не веруваа во тоа, но го докажавме дека еве бар до сега дека талентот е тоа што е пресудно во овие трки. Така. И се рекле дека таа прва трка и првата трка за која што зборувавме, нели, вамо каде што го видовме подиумот и македонско знаме и така натаму, велите една од најтешките трки, кога веќе не се кружни патеки се во прашање, не е она што вие веќе каде што се чувствувате свој, е исто. Значи велите тој адреналинот, не спиеш претходната ноќ, чекаш да дојде, подршка има од сите тука во тимот. Секоја трка исто, не може да се опише тој сегмент. Ама оваа беше прва на друго тло, како да кажам, или прва ваша во друга конкуренција? Во друга конкуренција, да, и прва да можам да го докажам, таа трка што излезев минатата година, ајде да кажам, во Имола, ќе беше пресврт дали да продолжам во кариерата или не, бидејќи пак ќе кажам, потребни се многу финанси за да може да учествувате. Ја не сум тип каде што сакам да се возам последен или да отидам таму да пополнам класа или само да учествувам. Едноставно сум човек кој што сака или да победам или апсолутно дури и второ и трето место не ги рачунам како некој успех, бидејќи само првиот е прв во секој спорт, апсолутно, и во се во живот. Имав голем притисок бидејќи знаете како до тогаш цело време ме обвинуваа дека е во мене проблемот, дека не е во возилото, зборам од словенскиот тим, од словенскиот тим. Добро. Да, и едноставно дојдов во ситуација да и ја едноставно верувам дека на сите тие провокации, да, и ова беше пресврт. Доколку имав неуспехи со овој тим, верувајте, ќе беше
немаше да биде, Ке не верувам и тука, може би ќе се префрле во некој друг спорт, да. Но сепак се деси тоа што се деси, доминирав и како добро на првата трка да ја оставите конкуренти кои што одлучуваа за шампионската титула, кои што беа спремни 5 секунди на една таква патека, мислам дека ги оставивме без збор и самите надпреварувачи, а и сите тие тимови што беа таму. Кој е тоа видео каде што ни трепнувате? Тоа е сосема случајно трката во Бузе, тоа е европскиот шампионат на брдски надпревари, каде што луѓето од мојот тим ставија камера напред каде што се гледа моето лице, мислам, комплет. И сосема случајно видовме дека во возење од 3 минути, каде што има ситуации да возите со брзина околу 190 км/ч на едни такви тесни патишта, трепнувањето беше само 2 пати. Интересна случка која што не можев ни да ја да проверувам. Не знам јас да трепнувам. Пробавме да не трепнеш неколку секунди, не е возможно, не знам како е тоа, дали е тој некој адреналин, дали е таа концентрација, но сепак е чудно. Да. Колку траат подготовките всушност? Каде се подготвувате? Што правите во ситуација кога немаме можност? За жал, моите подготовки не се како на моите конкуренти, бидејќи ние немаме тркачка патека каде што може да тестираме. Едноставно се можности подготовки. Апсолутно немаме ни мал дел од сегментот од тоа што го имаат конкурентите и оние професионални автомобилисти. За жал ми престанува да тренирам само на моите симулатори во мојата академија, каде што едноставно можам да ги научам само стазите и нешто слично, но да го добиете оној вистински потребен сетап што треба да го направите за трка, да го почувствувате асфалтот, триењето на асфалтот со гумите, кочењето, сите тие работи, апсолутно го немаме. Не знам дали ќе стигнеме за оваа сезона, можеби ќе отидеме директно на трка. Не знам дали имаме време да направиме некој тестирање пред сезоната, но и како фали, верувајте, сите мои конкуренти до сега имаат направено некој најмалце 2 до 3 тестирање на прави тркачки патеки, каде што соработуваат со инженери кои што им ги даваат сите информации да бидат се побрзи, но да се надеваме дека нема да биде пречка да отидеме на првата трка и да направиме некој одличен резултат. Да. Сте рекли, јас никогаш возам за победа, никогаш не сум размислувам поинаку, нема страв, нема должна почет кон оние кои знаеш дека сте фаворити, дека при тргнување на стартот вие не сте на исто. Како се учи умот вака да се однесуваш? Не знам, можеби така сум програмиран. Баш така како што кажа, не сакам никогаш да изгубам дури на карти. Се шегувам. Апсолутно во трките можеби тоа е она што стои во мене, што ми дава мотив и сум го постигнал се тоа. Дури и кога сум втори, да сум изгубил за некоја мала, да зборам за брдските трки, за неколку стотинки имам изгубено прво место, не сум апсолутно задоволен. Едноставно сакам да победам со стил на европските трки од брдскиот шампионат. Од 12 патеки имам на 9 или на 10 рекорди, што само покажува дека едноставно сакам да доминирам онака како што треба. Се надевам тоа ќе биде и во шампионатот на кружни надпревари. Не знам, мислам дека победата е она што ми дава сатисфакција за уште водење понатаму. Може би е глупаво, ама на што мислиш кога влегуваш таму во возилото и на стартот? Тоа е друг свет, верувај. Пред трката секогаш имам мачнини, секогаш имам некоја нервоза, да, тоа е страшно нешто. Добра. Притисок, но кога ќе влезам во автомобилот, доволно ми е да се сконцентрирам едно 2 минути, 3 минути. После тоа е како да сум во некој друг свет. Тоа не може да се опише, можеби таму го наоѓам оној најпотребен мир што ми е. Апсолутно сум сконцентриран само на патеката, на конкурентите и како што кажав, не знам, во еден друг свет. Сега, после кружните патеки, веројатно ви е јасно во кој свет бевте пред тоа и бевте неколку пати шампион. Дека во тие ридски патеки нели многу поризично е да речеме. Апсолутно. Да се надпреварува. И сега од оваа перспектива, како? Не дека овде не е ризично, меѓутоа европскиот шампионат на ридските патеки е далеку поопасен. Верувајте, на сезона ја имам
во изминатите 2 години што изминав таму, може би изгубив 3 до 4 конкуренти, мои пријатели кои што се надпреваруваме. Таму немате зони на излетување, безбедноста е на едно ниско ниво, бидејќи сепак е тоа, тие се најризичните трки што може да постојат. И едноставно не е добро чувството да некој ваш конкурент погине на стаза, а вие да треба да возите пак до крај. До крај, да. Може би и една од причините што се повлеков во тој шампионат е токму тоа, бидејќи да направите 10 рекорди од 12 патеки, значи дека сте го поминале оној лимит што сите го имаат направено, а јас сум човек кој што секогаш сака да напредува, така да верувате границата на лимитот од она што може да се постигне на брзината до не дај Боже да се деси нешто многу мало. Може би затоа се префрли во овој шампионат. Но и овој шампионат има предизвици, и овој шампионат се воза со брзини од 260-70 км/ч на некои брзини, може би негде и повеќе, верувајте и овде апсолутно е ризично. Но таков е автоспортот, нема што тука да се залажуваме, едноставно еден од најскапите во едно и најризичните спортови, така да тоа не ме ни плаши и не ни размислувам на тоа. Едноставно тоа е тоа. Тешко ли е во Македонија да се биде шампион? Колку луѓето повеќе очекуваат од вас кога станувате шампиони? Треба да се одржите и да се искачувате веројатно. Убаво е секако. Да бидете шампион и како е тешко да го постигнете она што го сакате. Верувајте, сите го сакаат тоа, да возите на европски шампионат каде што имате надпреварувачи од цела Европа, каде што ги имаат сите можни услови, каде што се тие школувани возачи, зборам стрикно за мојот спорт, каде што настапувате во спорт од поединечна конкуренција, значи спорт каде што зависите сами од себе. Ракометот ако не му оди денеска на, ајде да кажам, на кире, ќе влезе некој друг или ќе влезе ќе го замени. Овде нема кој да ве замени, овде сте сам, оставени на себе, доколку не сте спремни ве елиминираат другите, не се надпреварувате со надпреварувачи. Стрикно во брскиот шампионат имаше постои нешто надпреварувачи, конкуренција, да ги победите сите тие, мислам дека е голем успех. Ја никогаш не сакам да се враќам назад на резултатите, секогаш гледам напред, но не знам што да кажам. Нити очекував, нити верував дека овој резултат ќе биде направен, но сега од кога видов дека може да се победи, да се оствари она што е невозможно во умот додека почнувате да го правите, мислам дека нема препрека во животот, во ништо. Што правиме сега со популарната? Телефонот звони, сите новинари се тука за тоа е тежина, верувај, тоа ми е поголема тежина него на трките. Жал ми е кој ќе треба да одбијам некој новинар дека стварно немам време, да. Мора да бидете идол, мислам, вие сите успешни спортисти луѓе се идол на некои млади генерации, на некои луѓе. Мора да внимавате во сите, да, мора да внимавате во све она што го правите. Не знам. Тој сегмент ми е потежок него возењето, верувам. А како надвор кога ќе излизате, ви бараат автограм, почна тоа? Има луѓе што сакаат да се сликаме, има луѓе. Види, во еден сегмент е добро, сето тоа годи, да, меѓутоа некогаш едноставно сакате мир и така да едноставно да се посветите на фамилијата, на децата. Мене ми е малце понепријатно од моите деца кои ќе дојдат некои други деца, ајде да се сликаме или едно друго. Верувајте, не може да ги одбиете, но сепак не сакам да им докажам, да им покажам на моите деца дека еве
татко им е популарен или нешто. Значи сакам да останат на она што се да ги знаат вредностите на животот. Кога вика ги спомнавме децата, Нина е најгласниот ваш навивач. Нина, да. Како татина принцеза, така? Секако, да. Како изгледа тоа? Па добро, има снимки кои што може уште е малечка, она е 6,5 годинки и може би се уште не знае што точно значат трките. Важно навива. Олег, да, навива дефинитивно. Олег повеќе знае, меѓутоа не сака да ги гледа, дали чувствува некој страф. Но вистина. Па претежно не сака да ги гледа, да. Се бави со фудбал сега, за сега, иако има картинг на располагање, припремен за трки и све, меѓутоа фудбалот му е во прв план, што и би сакал да остане така. Но сепак она што го сакаат, во кој правец сакаат да се движат, јас им давам поддршка максимална, ја и сопругата се трудиме што можеме повеќе да ги едуцираме, да бидат примерни граѓани, да го сватат животот онака како што треба и се надевам дека ќе успееме во тоа. Кога е сопругата, односно кога е Емилија во прашања, веројатно е лесно кога ќе си закажеш датум за свадба, кога ќе и супер датумов, и кога твојата трка, таа животна трка ќе треба или патека ќе треба да ја одиш со вистинската личност, јарно, ама ќе ги поматим некои работите и ќе закажат трка на денот на свадбата. Неколку пати поставаме прашање, ама интересно е, навистина интересно е. Тоа беше случка каде што терминот за свадба беше договорен, но едноставно се поводи трка каде што ми се одлучуваше, мислам дека беше титулата во македонскиот шампионат, токму беше наводно и едноставно не беше во можност нити да се откаже трката, нити па да се откаже свадбата, да. Добро. И памтам дека имавме интересна случка, сите гости беа дојдени дома кај мене, ја возев квалификации во саботата, од таму директно отидов дома, отидовме по невеста, завршивме сите тие церемонии што се потребни, вечерта славење, тоа свадбата и сабајлето во 8 сатот станување. Памтам дека уште од хотел отидов облечен со комбилизон директно на водно, така мамурни, цела екипа, цел тим. И најинтересно што победив и тоа во конкуренција од Балканот беа, таков беше надпреварот, ги победив сите и онака мамурни си отидовме дома често веселби, такви од веселба, тамо одново. Да. Интересна случка, да. Емилија е жена која што ве разбира потполно, тука е за да ви даде не совет, но да ве искуша веројатно кога треба, кога во миговите кога паѓаме, нели сите како луѓе, особено спортистите. Велите создаде еден убав дом, децата се е обврска незина. Добар шофер е, ама јас сум тој што вози и низ град. Да. Не само низ град, него апсолутно. Немам доверба? Немам доверба во никој и сум Ниту во Емилија немате доверба. Многу плашлив. Таа што одлучи да ве земе и покрај тоа што вие на трка. Многу сум плашлив кога некој ме вози, да. Апсолутно можеби сум најплашливиот човек кога седам на сувозачкото седиште и затоа преферирам ја да возам. За Емилија мора да кажам дека е исклучителна жена, бидејќи сепак најбитно од све ми е што ги одгледува онака децата како што треба, бидејќи јас со моите трки и со сето она што го целој товар што го носи автоспортот, бидејќи многу отсуствувам од надвор и така како е потребно некој да биде со децата, благодарение на нејзе она ги едуцира онака како што треба. Секогаш е тука за она што викате мотив во све во животот и во најтешките моменти. Кога па можам да кажам дека некои работи не не сум ми кажал така, меѓутоа она ги гледа секојдневно. Дефинитивно најтешка сезона ми беше минатата сезона, бидејќи знаете како е од двократен европски шампион доминирате на едно првенство, во една дисциплина каде што сте недодирлив, можам да кажам, не може да се приближи никој, доаѓате во ситуација да се борите на последните места, да не можете да завршите трка бидејќи автомобилот откажува, сите тие работи, едноставно доаѓате во ситуација да не знаете што да правите. Морам да кажам дека и она е исклучителен борец во тој сегмент и апсолутно ми дава мотив во сето она.
што треба да се направи правилно и коректно. Како е тоа да си допуснат таква? Како изгледа тоа? Тој не е? Тешко, тоа ќе прашате Емилија. Дефинитивно тоа значи, е таа ќе создаде некои такви правила, поготово и вие тука доаѓате и умувате се. Поготово кон Нина, да, после изгледа дека е женско. Па ајде, така сум подопуслив, но голем проблем е бидејќи јас им допуштувам све што сакаат да прават, а она е малце построго од тој дел, така да имаме конфликт тука во тој сегмент. Да. Сте рекле во однос на тоа како треба да се однесува нели на спортист, најважен е карактерот на спортистот, истреност, упорност, без застапување. Секогаш е ова така? Секогаш е, да, и мора да биде. Доколку не сте упорен, доколку не сте истраен во она што и сепак доколку не верувате во она што го правите, не ни почнувате да го правите. Многу луѓе пред почетокот на овие европски трки што ги возев нити помислува, нити па некој мислеше дека ќе се освојат 2 европски титули, дека некој може токму од Македонија да ги освои тие титули. Тоа ви кажале, го знаете? Го знам, дефинитивно, апсолутно, многу луѓе и тоа кога почнувавме, да. Ви кажа, што се обидувате кога нема да ве биде? Мислам дека све што сакате да се направи во животот може со труд. Има нормално тешки денови, има тешки денови во све, поготово во спортот каде што многу е тешко за да задржите оној успех што го постигнувате, ајде да кажам, да се одржите на едно такво ниво, но мислам дека само оние најголемите го можат тоа и го постигнува. Често ги поматувате сметките на фаворитите. Што треба да поседува еден млад човек од оваа дистанца сега да му кажете за да Токму тоа е она сега што го кажавме. Да. Упорноста, истрајноста, вербата во себе, во луѓето околу него што се никогаш да се не откажуваат. Има што има млади деца кои што има, да, апсолутно. Таму има тоа е академија за возење, виртуелна академија, тоа се тркачки симулатори каде што верувате, изненаден сум колку млади луѓе имаат желба и талент да учествуваат во тие трки. Ние правиме и трки кои што се поврзани на интернет преку во Европа, Балкански шампионат. Имаме доста талентирани луѓе кои што за жал немаат финансии да се пробаат сварно во вистинските трки. Но ете, со наша помош од академијата даваме шанса на оние најдобрите да пробаат како е со вистински тркачки автомобил, да ги едуцираме све она што го имам јас текнато како автомобилист да им го пренесам за ете, не се знае, можеби некој ден и они ќе бидат некој си идже што ќе освои некоја европска титула, зашто не и светска. Убаво е да имате чувство. Деца такви, повеќе. Имам, не се тоа деца, тоа се луѓе, да, млади луѓе кои што веруваат имаат огромни таленти, но сепак кажав финансиите се најбитни во овој спорт, да. Вистина што го прочитав во интервју дека спорт пат се седнале да возите на 7 години? Па од прилика така, сега не знам точно колку беа годините, но се сеќам дека нашата мајка не однесе заедно со мојот брат на картинг, на Зајчев Рит имаше некои картинзи. Мајка ви е крива за се. Има можеби и некои снимки, да, каде што за прв пат дури не можев да стиснам на педалите за гаси кочница, уште тогаш стававме некои потпунки за да можам да возам. Одамна, не ни памтам. Цел живот сум со автомобилите и со картинзите. Ви се допаѓа на летичкиот Македонец? Тоа дојде само по себе, не знам кој го стави некој од новинарите како надимак. Не само во Македонија, него почна и во Европа веќе да го кажуваат тоа да летичкиот Македонец, не знам, интересно звучи, но што знам, не е лошо, ми годи, верувајте. Ама летичкиот Македонец е многу строг и добар шофер кога се наоѓа во град. Апсолутно. Не дека треба да им покажеме на луѓето дека нема потреба, видете. Како беше семафорите, пешачкиот ремин и кој е друг најважен? Сакам да кажам, што би било боксерите ако почнат да тепат луѓе по улица, разбираш, а и ние автомобилистите тркачите почнеме да возиме луд. Многу пати сум кажал, тркачката патека е онаму каде што ја треба да се докажам. И таму и тоа го правам, да, апсолутно. Противник сум кон оние улични трки што ги прават сега младите. Мислам дека пред се загрозуваат самите себе и другите останати членови во сообраќајот. Автомобилот е едно
опасно оружје. Доколку не го користите онака како што треба, може да биде фатално, верувајте, за сите. Пак ќе кажам, имавме и кампања за безбедност во сообраќајот што ја правевме низ Македонија, најверојатно ќе продолжиме и оваа година да ја правиме, да ги едуцираме младите на еден коректен пристап кон сообраќајот во секојдневниот живот. Да. И сега задоволен сте од возилото? Возилото се уште не е пробано, за жал. Добро. Се надевам дека доколку имаме шанси за 28 првата трка во Имола, во Монца се извинувам, да, Италија, ќе биде голем предизвик бидејќи сепак оваа сезона настапуваме за еден македонски тим, национален тим. Можам да се заблагодарам на сите луѓето од клубот и од мојот тим кој што спомнале двајца механичари со име и презиме. Се уште се тие во тимот? Не се двајца, тоа ќе бидат околу 7 механичари само, да. Те имиња во некој интервју. Во секој случај тимот ќе вклучува околу 15 на луѓе кои што ќе бидат присутни на сите трки. Тука се луѓето од клубот кои што ми овозможија да го имам овој автомобил, да имам сето ова за да можам, сите овие услови за да можам ја да се преварувам во европскиот шампионат под македонско знаме и под македонски клуб за прв пат во историјата на автомобилизмот. Така да се надевам дека ќе направиме некој добар резултат, иако ќе биде тешко, верувајте, бидејќи сепак за некои луѓе од тимот тоа ќе биде ново искуство, но мислам дека добро ќе се вклопиме. А за тоа ќе видиме како ќе биде после првата трка во Монца. Да. Не да прашав, што се знаете да направите? Све знам да направам на автомобил, буквално све. Ја знам механиката прилично добро, меѓутоа довербата во моите механичари што се грижат од почетокот на мојата кариера во автоспортот и tekako е голема и апсолутно верувам на тие луѓе и препуштам нив да се грижат за моите автомобили онака како што треба. А имало трки вамо во другиот дел каде што се продавате бевте шампион, кога и сам? Добро, на тие трки може, да, апсолутно имаше трки каде што сам го подготвував автомобилот за трка. Сам го правев сетапот што е потребен за тие патеки, само одлучував кои гуми ќе ги возам во зависност од тврдината, сите тие работи, но како што кажав, сега во овој дел, во овој шампионат ќе го отстапам на моите механичари, да. Да. Пријатели, колку пријатели имате? Многу. Многу? Среќен човек сум што сум искрен и што имам искрени луѓе околу мене, оние што ми се небитни ги елиминирам одма, верувајте, не сум човек да сака лицемерни луѓе. Сега по оваа популарност поголема, имате повеќе луѓе кои што сакаат сепак оние што се со мене и што ме знаат се секогаш околу мене. Новите пријателства се малце по-тешки, можеби некои пријателства од интерес, но се гледаат луѓето што се околу мене, што сакаат и што ми мислат добро во животот, секогаш сум тука за нив, секогаш сум спремен да им помогнам, како што и ја добивам поддршката и помошта од нив. И сега со ова трки се одмори заеднички, одите, има зимувања, родендени, зимувања, да, бидејќи сезоната како спршавте се учи да кога ќе гледат бидејќи тој период сум секогаш дома, да, меѓутоа поготово летните периоди, летните одмори, тоа е, верувате, голем проблем. Но се трудам секој Но и места во светот каде што цело време е летоста. Може би да. Морам да кажам дека кога немам трки во текот на сезоната, кога имам онаа пауза, апсолутно се посветувам кон фамилијата и сакам да прошетаме, да отидеме до викендица на планина со децата и со кугата, малце да се релаксираме. Но како што кажа, веќе од почетокот на април месец па додека трае сезоната и како сум окупиран околу трките и све помалце и поретко е времето за тие такви одмори. Кога сме без сомот, сте рекле европски шампион и еден светски. Може би секоја вечер сонувам се нешто друго. Се зголемуваат апетитите, да. Дефинитивно нема да престанам да посакувам, да, и да бидам светски шампион доколку ми се дозволи барем мал дел од она да можам да учествувам. Не сакам да пропуштам ни една шанса во животот. Се надевам дека ќе имаме шанса да се натпреваме во светскиот шампионат и да докажеме и покажеме и таму дека можеме и од Македонија да се доминира и
зашто не освоиме една титула светска. Што би било кога сите би имале исти автомобили, со иста моќ и можност, а да докажувате колку сте добри? Тоа е тоа токму во овој шампионат. Ние возиме со исти автомобили, идентични автомобили. Во овој шампионат правилата се ригорозни. Јас се надевам доколку би имале све она што го имаат барем моите конкуренти. Доволно ми е тоа да имам идентичен автомобил, онолку гуми колку што имаат и они на располагање за сите тие работи. Нешто што се отвара и ти носи јадење, а не... Не, тоа не ми е потребно, тоа верувајте, не ми е потребно, потребен ми е само автомобилот и се она што е околу автомобилот, да. И да можам да тестирам, да можам да... Баш така, за да бидеме што поспремни и мислам дека апсолутно нема може да ни парира никој. И за крај, убаво е да се биде во кожата на Игор Стефановски Иџа? Па убаво е. Убаво? Убаво е чувството. Не знам што да кажам. Доколку нешто ми се даде шанса да променам сите овие години наназад, не би променил ништо, апсолутно би го поминал истиот пат. Може би некогаш имало и тешки моменти, може би имало и радосни моменти, но верувам дека животот до сега ми бил исполнет со она што сум го сонувал, да, едно добро искуство и апсолутно не би променил ништо.